Почитувани, добро дојдовте во последното издание од оваа година, кој чечам последно малце звучи многу лошо, али во едно завршно издание од оваа година, 2023. Да бидам искрен, стартував пред речиси неполни 4 месеци нова вистинска телевизија, името е вистинска телевизија, телевизија Вистел. Успеав заедно со мојата екипа и моите соговорници да создадам еден интерес кај вас. Направив еден рефреш во секој случај, бидејќи не сум прв пат пред камерата, но темите кои ви ги предлагам секогаш создават интерес. Така и вечерашното издание ќе создаде голем интерес, што е предизвик да се биде како новинар во друштво и за соговорник да се има долгогодишен професор, научен работник, кој представува еден голем интелектуалец во Македонија. Јас секогаш ќе кажам, секој негов збор е алто. Да не должам. Професор Светомир Шкарич, професор на Кирил Методој по уставно право. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ме најдавте. Професоре, многу ви благодарам што ме почестивте вечера да бидете со мене во ова новогодишно издание, речам, на вечера со Слободан Томич. Како што кажав у најавата, убаво е да се има добар соговорник кој ќе даде добри оценки и анализи за изминатата година и претходните години, бидејќи народот сака да слуша тоа што е добро, поучно и наравучение. Пред се како сте со здравието, со животот? Добар и драго ми е што оваа емисија се одржува при крајот на ова 2023 година. Тоа значи нека сме живи и здрави. Слава на Бога. Вие бевте повеќе пати гостин во Гласот на народот. Имавме исто така добри теми, соговорници, со вас заедно. Тоа се сеќаме на млада генерација која ја представи и беше предизвик за и околу името. Книга напишена од вашите студенти, кој има доста висок просек. Тоа беше, мислам, беше заедно таа екипа и студентите. Од таа дистанца, ден денеска како ги толкувате? Дали учениците студентите одат по патот кој уветија дека ќе, како што го тресира, дека ќе го изодат? Одат и подалеку од мене и тоа е добро. Значи, храбри се. Знаењето што го стекна, го користат сега за политички цели, пробиваат нови патишта, отварат нови перспективи и тоа е доказ дека сакат знаењето да го поврзуваат со дејноста. А тоа е многу добро. Учење и делување. Тоа не може да се и не треба да се одвојува. Таа генерација, не само Пациев, туку и други што произлегува, што работе на тој проект во врска со името, беа толку заинтересирани за промена на името, за состојбите во Македонија, за нејзината перспектива, што беше знак дека за Македонија водеа сметка, грижа. И сега продолжуваат да се грижат за нејзините проблеми. Да бидам искрен, го начнавте најжешкото прашање, горливо прашање, што задира за сите генерации името, промената на името. Бидејќи македонскиот народ секојаш вековито го се трудеше и се труди ден денеска да ги запази тие обврски, тој завет дека не сме да поткликнат од националниот трезор, меѓу кој името, идентитетот и јазикот. Од друга страна имаме некои политичари кои тоа го сторија преку ноќ. Да, името е знак за одредена состојба, име на држава, име за идентитет. Тоа е многу значајно. Што се однесува пак до јазикот, до нацијата и така натаму, тие обстојуваат и не може да зависат само од име. Тие се вредности што народот ги носи во себе и не може да трпат промени ни од внатре, ни од надвор. Така да, во тој поглед, името има врска со идентитетот, но не треба да бидат идентично третирани. Во една ситуација ваши колеги велат дека спротивно од вашето толкување, дека името е врзано со идентитетот,
со народот, со јазикот. Имајќи факт дека Македонија добиваше и се уште добива непристојни предлози. Дали треба таков начин на однесување или сепак постувањето на политичарите пред другата страна, она лабавост, да речам, лимбо ситуација, нема цврстина, нема цврст став и може тоа лесно порозно да помине. Значи, името обстојува и натаму. Зборот Македонија е граден во називот на нашата држава и тоа е битно. И тоа е единствена држава во светот што во својот назив го содржи тој збор. Тоа е доста добро. И тоа не треба да го занемаруваме. Што се однесува сега за таа географска одредница северна, која е вградена под притисок не само на Грција. Тоа е геополитичко прашање. Штом Советот на безбедност одстапил од критериумите за приемот на државите утврден во повелбата, тоа е знак дека тамо е водена геополитичка борба во врска со Македонија. И оние две резолуции тамо што се донесени, кои имат статус на меѓународни акти, зборуваат сами по себе дека Македонија беше изложена на голем притисок. Се поставуваше прашањето да се биде или да не се биде. Тоа повеќе пати го истакнуваше и Глигоров. Глигоров беше еден од поискусните политичари. Штом тој прифатил да се менува името, да добие географска одредница, тоа значи дека во прашање била голема геополитичка игра. Тој знаеше, тој беше пред дилема, дали Македонија да биде членка на Обединетите нации, а тоа можеше да го направи само ако го промени името, или да остане надвор од Обединетите нации со старото име, со името Република Македонија. Во таа дилема тој се одлучи за првата алтернатива. Систем поранешна Југословенска република. Да, процени дека дека Македонија нема перспективи за опстанок ако не биде членка на Обединетите нации. Тоа е веќе политичка одлука. Дали бил во право или не, тоа времето ќе го покаже. Професоре, најсоодветен соговорник со теми кој ќе ми даде одговор. Македонија како конститутивен елемент, може да речем, од бивша Југославија, каде што се ратификуваше повелбата на Обединетите нации, каде што годината 45-та, исправете ме, 45 или 49-та, кога се подпишуваше тој документ, единствен представник на СФР, на ФНР, тогаш беше македонец Чучков, Емануел Чучков. Дали ние требаше да бидеме по дефолт, по автоматизам, примени Обединети нации, како поранешна Југословија, во рамките на Федерација? Југославија, ФНР беше една од основачите на Обединетите нации. Југославија беше субјект на меѓународното право, а не неизините републики. Друго е прашањето што Југославија во Обединетите нации настапуваше во името на републиките врз основа на договор, но не и републиките. Југославија е таа како субјект. И видите, после за време на војните што се водени после 90-та година, каква битка е водена околу името Југославија, колку проблеми, Сојузна република Југославија, па мораше и тоа да исчезне, па дури тогаш да се признае Србија како членка. Значи, субјектот беше СФРЈ, ФНРЈ, така да Чучков може би бил во делегација во разговори, али не е издвоен од југословенскиот контекст. Тука не треба да се ствара забуни. Југославија беше субјект на Обединетите нации. Значи, И основач. Не републиките, Југославија. Како и да е, бидејќи по дефолт гледаме другите републики немале проблем како Македонија, значи сепак брендот Македонија беше жешкиот костен и жешката тема што мораше да го прими тој акроним, што за некого велеле векат дека е срамна референца. Да, значи геополитичка игра и ние сме со таа геополитичка игра и натаму во тој контекст. Геополитика не престанува. Па ќе се види, тоа ќе потрае подолго време, ќе потрае. Таква ли има судбина македонскиот? Не само Македонија, цел свет е сега во нова состојба, во преиспитување на глобалниот. Се дефинира нова геополитичка карта на светот? Очигледно. Постојната е неодржлива. Но брендот Македонија е нешто што навистина ги крива точките на вријење во
големите центри на моќ. Имајќи факт дека, како што спомнав, непристојни предлози, но тоа не се прави со секого, како што го спомнате починатиот председател, кој не подклекна, но да бидам искрени, другите раководства. Не, и тој мораше да подклекне. Јас лично го прашав. Да? Бевте пред дилема, обдете нација или името. Тој рече, морав за името да се определам. А кога реков, а добро, пред иста ситуација и Груевски, тоа беше разговорот, беше 2009. Така. Пред седницата на НАТО. Дали во НАТО или името? Тој рече Груевски, ја немаше таа мок и храброст која што ја имал Глигоров. Значи, политичарите се разликуваат еден од друг и по способноста на носење на одлуки во одреден момент. Сега или никогаш. Глигоров одлучил тогаш. 8 април 1994 да се прими македонските нации или друга алтернатива за него беше неприфатлива. Овој вториот немаше таква способност. И неговиот во тоа време кој беше председател Бранко Црвенковски. Да, немаше способност да носат одлуки. Политичари што не може да носат одлуки не се политичари. Инспирирани од тогашниот Џорџ Буш помладиот, кој во време на брейк тајм, на една пауза, вели, пазите, одлучувате историски, дали можете да го носите на вашиот грб тоа за што ќе да решите денеска, ако го смените името. Дали тоа влијаеше врз Па влијае, добро е тоа што им укажува, али се е историја. Се е историја. Носиш одлука или не носиш, тоа е историја. Но таа дистанца до 2000... Тогаш да донесува одлука, веројатно, подобра ситуација би била отколку подосна кога 17 кога дојде и до географската одредница. И тоа за РГО нешто не беше обврзително. Значи, сега или е веќе доцна. Нема осет за моментот. А политичар мора да има такви антени, ако е вистински политичар, државник, и ако води грижа за својата земја, за својата држава, мора максимално да се сконцентрира и да се усогласи со моментот. Пак ја повторам, сега или никогаш. Но друга ситуација, дали треба клиентелистички политичар да се однесува, се што ќе му се даде да прифати, а без при тоа да бара за возврат? Не, овде не беше во правата, во прашање клиентелизмот. Гледате колку документи има лиферувано само нимици во врска со името. Колку пати доаѓал овде, колку патувал на релација Атина-Скопје, Атина-Скопје Њујорк. Колку разговори, колкава временска димензија е водено тоа прашање. Така да во еден стек на околности се најде одредени промени во Грција за време на Ципар и во Македонија промени такви какви што се и одлучи и така како што одлучи и тоа влезе потоа и во уставот и ние сме во таква состојба и денес. Да, професор, морам тоа да го кажам, дека сум сведок и јас интервјуто што го прави со ним 2016. Очигледно, може да се провери во тој интервју, вели, не е станува збор за РКОМНЕС, само акронимот да го смените. Ништо повеќе. Дури тој спомнал како предлог Горна Македонија. Па, значи, пак е тоа неодговорен однос на тие што одлучувале во тоа време. Без претходни анализи, без претходни консултации, без размислување. Има доста такви и други промашаи во нашиот развој од 90-та година до сега. Многу закони се донесени кои не беа предвидени ни со уставот, ни со рамковниот договор, а на штета на Македонија. Според тоа, вината е на повеќе места лоцирана. Ние сме свидетели при носењето на одлуките, не се прават одредени анализи, нема консултации, ад хок се одлучува, анархично, и затоа Македонија е во таква состојба. Има ли излез од оваков емпас, овој чорсокак во кој се најдовме по грешка, пак ќе речам, на нашиот политички? Има излез ако се почне од почеток и тоа темелно. Што значи? А тоа значи Македонија да постапува на ист начин како што постапувала 46-47 од самиот почеток на нејзиното формирање. Погледајте го начинот на носењето на уставот од 46 година, потоа сите други акти во тој период, каква темелност е присутна, каква документација, каква архива, какви дебати, тоа ние денеска го немаме. Предавате уставно право, да бидам искрен, еден од најважните столови во правната наука. Каков однос постои кон уставот, со оглед дека
Ќе споредам големата карта е на повелбата на народите, карта Магна Либертатум, која ми даде за право и повеќе пати, како ваш поранешен студент, секојаш го почитува вашиот став околу професионалноста и почитување на професионалноста, ми даде за право да спомнам дека оваа карта ниту една запирка не е сменета. А кај нас, ако ми дозволите, може и на други места, се менува уставот. Не знам на која карта мислите. Карта Магна. А Магна карта Либертатум. А да, тоа е од 1215 година. Тоа е средновековен документ. Исто за правото на... Формално и да сакал не можел да се менува, но тој се менува преку интерпретацијата, преку толкувањето. Така. И тоа е, во тоа се состои моќта на правото. Документот може да остане ист, но се интерпретира во зависност од околностите, од условите. Условите се менуваат, бидејќи се менува контекстот, оние што го интерпретира документот на него поинаку гледат отколку неговите основачи. А таа интерпретација ја прават пред се судовите. Но кај нас судовите не сакат да се впуштат во толкување на законите и на уставот. Зошто, професор? Затоа што им е полесно да кажат така пишува во уставот и законот и тие да престанат да мислат. Полесно им е, покомотно е да се повикат на документ отколку на својата совест. Со други зборови, полесно им е да препишуваат отколку да интерпретираат. За да нешто се интерпретира, треба прво да се познава документот, во овој случај уставот, а потоа и да се познава и амбиентот во кој што тој устав се остварува. Тоа е веќе, тоа бара и од еден научен приод, бара и ерудиција, бара читање, бара следење, бара консултации, бара да се советува со некој. Но тоа кај нас е отсутно. И во собрание, и во владат, и во судовите. И од тука уставот е принуден, односно да се менува. Гледате, од 91 година до денес е менуван 8 пати, сега е во тек таа 9-та промена. А што е интересно? Донесен е 17 ноември 1991 година, а веќе на 6 токму на Баден ден за време на Божик е променет. За 52 дена е извршена промена. Таква брза промена на уставен документ никогаш не е извршена. Извршена е поради надворешниот притисок. Тогаш се виде дека Македонија и околу Македонија се води голема геополитичка игра. Промената е од геополитички карактер, но има и промени кои извираат од внатре, од погрешни одредби во самиот устав. Например, во уставот од 1991 година е запишено дека притворот може да трае за одреден криминалец најмногу 90 дена. А ниедна... Имаме години. За 90 дена не може скоро ништо да се направи. А камо ли да заврши судската постапка? Авторите на уставот не можеле да направат разлика помеѓу притворот и судење. И наместо да кажа дека 90 дена може би предистражна постапка треба да заврши. Предистражна. Истражна не може никако. Тие дури и не знае што е тоа судска постапка. И од тука после 90 дена сите криминалци се најдоа на улица. Излегува од затворите. И мораше потоа на барање на Врховниот суд 98 година да се донесе и третиот амандман. И амандманите од 2001 година се изнудени амандмани, поради војната овде што се водеше. Тоа се тие 15 нови амандмани. Така да има некои кои што се од надвор наметнати како нужност, под притисок не само на Грција и на Европска Унија, посебно на Бадентер. Бадентер во една ситуација го фалеше нашиот устав. И дека ние сме тие заедно со словенците, дека можеме да бидеме... И дека можеме да бидеме, дури и поради тоа нашиот факултет, правиот факултет му додели почесно звање доктор на науки, но 2001 година Бадентер упати закана до македонските да не сме да се менува уставот, да внимават што прават и подитно да го прифатат рамковниот договор.
Значи, Мадентер исто така беше вклучен во тие геополитички игри. Преку него тие геополитички фактори вршеа влијание во Македонија. Но тоа пак ќе го покаже историјата. Јас веќе во моите трудови тоа го анализирам и француска јавност знае повеќе за двојното однесување на Бадентер отколку македонската јавност. Кај само се величе. Значи, дефинитивно присилата беше во прашање. Па присила да преку него одеше заканата. Прифаќајте, внимавајте, следи целата европска јавност и не отстапувајте од тоа што морате да го направите. Ние го земаме како светец, со смисол на зборот дека неговата изјава 92 дека арбитражната комисија даде зелено светло. Млада држава без искуство така постапува. Професоре, дали беа суспендирани умните глави во тој политички амбиент, бидејќи се стравува како во надворешната политика, така во правото, и не беа ставени во функција, бидејќи ставеа импровизација, да речам дилетанти во политиката, да раководат со министерствата и важните столови на државата. Такво беше времето, такво е времето. Знаете, повеќе партиски систем, партиите, тоа е доста жив елемент. Ретко може да се врами во одредени норми, да се пропише и да се стават под контрола. Партиско може, отамо и изборот партизани. Партиско се држи своја страна. Дел. Тоа е жив интерес. Дел, али на своje интересира. Тоа што е поединечно се наметнува како да е општо. И тука е тоа приватното продира преку партиите во јавниот сектор и прави големи поместувања. И отука таквиот партиски систем без традиција, без одговорност, објективно е упатен на импровизација. И на кадри кои повеќе се склони кон импровизација, отколку кон проучување, анализи, совесност и одговорност. Дали тоа што е навистина голем политички период, Македонија кој поранешни Југословенски републики беа во еден политички систем кај што не беше плурална демократија, еднопартиски систем, не може да се инкорпорира во менталниот чип на генерациите преку ноќ. Меѓутоа имаме 30 години, не покажавме никаква зрелост. Не, тоа е мал период, 30 години. 30 години не е долг период. Колку предвидувате дека ние треба? Па тоа е демократија има доста противоречности. Демократија, знаете, јас тоа го кажал и Черчил. Многу лош систем е демократијата, али нема подобар. И ние треба да бидеме свесни за тоа дека Ривантичка не го прифатија зборот демократија. Да, во демократија треба многу толеранција, помалку зборење, повеќе работење, совест, одговорност, сослушување на друга страна и процес, време. Треба време, процес. Да се изгради една партија, како институција, гледате во Америка се тоа се стари партии, па какви се внатре судирите и помеѓу републиканците и демократската партија. Нашите партии се млади и уште како млади исчезнуваат од сцената. Тешко се сондира тој терен. И затоа се дължи тоа, професоре? Па тоа се на човечките интереси, на партиските интереси. Пред се своји лични интереси, а отпосле националните. А тоа е партија влечена страна, затоа и во српскиот јазик постои збор странка. Странка, гледате. Па кога имате 18 странки, 18 страни, па 30 странки. Се заборавно државата. Во тој контекст се губи јавниот простор и јавниот интерес. И за да може да се обликува јавниот интерес наспроти приватниот интерес, треба партиите да созреват брзо и брзо да стануваат свесни за улогата што ја имаат. Морам да ве прашам, професоре, повторно кој политичарите и влагаме веднаш во актуелните избедувања, колку е сериозен политичар кој имавме можност уште 99 година, кој да биде искав јас кој судам чинот на интервенцијата во Сојузна република Југославија, без Советот за безбедност, одлука на Советот за безбедност, значи се направи таков начин на агресија врз една држава, користејќи ги териториите на Република Македонија, што е голема концесија во секој случај. И во една прилика представник на Хелсиншкиот комитет, тој мој колега, присуствуваше на еден брифинг со Хавиер Солана и му беше дадена можност, го цитирам мојот колега,
Савир Соланан, на тогашниот премиер Лјупчо Георгиевски, со име и презиме, бидејќи се повикам на изворот. Вика, повелете, кажете 5 точки, кои се приоритет. Немаше ни Н од НАТО, ни Е од Европска Унија. Завршам со ова. Па видите, значи ова спомнавте бомбардирање на Југославија. Да. Весли Кларк, кој командуваше со НАТО силите, пред бомбардирање, најмалку 30 пати бил во посета на Македонија. Тоа значи пак еден уште добар податок, од кој може да се види под каков притисок била Македонија во тој период. Тој за време на тие посети припремаше терен да може од Македонија да се спроведува и сувоземната интервенција против Југославија. Од Македонија да стартува трупите. Глигоров со тоа не се согласуваше. Беше изложен на голем притисок. Но ако го прочитате текстот за името, моите студенти во разговор со Глигоров дојде до некои податоци што македонската јавност многу малку ги знае. Тоа е разговорот во како е бомбардирана Југославија или што НАТО подготвуваше на кој начин Југославија да ја совлада ако не успеат бомбардирањата. И Глигоров го кажува на моите студенти разговорот што го имал со американската делегација за време на прославата на 50 години од НАТО. Тоа има речено прв пат дека американците имале план да извршат воздушен десант врз Белград, преку падобранци да се спуштат во Белград и да го совладат. Значи, до таму тие одеа. А Глигоров мораше на крајот во разговорот со Кларк, кога им рече, од територијата не смеете од овде да ја користите македонската територија, бидејќи војните сили на Сојузна република Југославија се многу блиску до Скопје, може Скопје да настрада. Можете единствено да го користите небото. Тогаш Кларк рече, доволно е тоа. Доволно е тоа. Што Македонија го даде небото, на тоа беше задоволен. Небо да се даде, не е мала работа. Со тоа натовците беа задоволни и го направија тоа што го направи. Дали Македонија можела да одбие, да не им го даде небо, тоа е веќе пак геополитичко прашање. Глигоров сметаше дека многу е битно од македонската територија да не тргне интервенцијата. А небото веќе изгледа не можел ни да го контролира. Знаете зашто го поставам прашање? Значи, Македонија даде многу од која да е друга држава. И во мултикултурализмот, и во ова што рековме, давањето на небото. Втора ситуација, создавање еден коридор што 400.000 албанци беа сместени во Македонија. Тоа се големи концесии. Зошто го спомнав господинот Георгиевски, апропо соговорникот кој беше председател на Хелсински комитет за Македонија, присуствуваше на тој брифинг, одбил, не дал никаква точка да рече ни Н од НАТО, ни Европска унија. Па потоа доаѓа една шпекулација во која беше подпишан некој документ, не можам тоа име да го кажам, во Берлин, каде Македонија не е држава, туку територија. Во контекст на сето тоа и преоѓаме на уставните промени. Дали треба политичар така да се однесува? Да, политичарите, односно тие кои што ги избираме заради тоа да водат грижа за општиот интерес. А тоа значи да водат грижа за македонските граѓани. Но во какви односи тие се наоѓаат сега во разговор со овие големи играчи? Вие знаете, исто како новинари, пак ако се вратиме на тој период кога Кларк доаѓаше овде во Македонија. Тогаш почна да излегува и она списание Глобус или Старт, ако се сеќавате. На прва страница е објавен Весли Кларк под наслов "Дошол да спроведува демократија во Македонија". Знаете како, кога ние ја сакаме демократијата, јас сум тој што ја сакам демократијата, но не размислуваме кој зборува за демократија. Генерал да зборува за демократија. И посебно да зборува за демократија во време кога подготвува војна интервенција против Југославија, тогашна Југославија, мимо одлуките на Обединетите нации. Значи, и тогаш и се уште сме ние во рамките на геополитичката игра. Тие што доаѓа овде, или што разговара со нашите политичари, повеќе водеа сметка за нивните интереси, отколку за македонските. Меѓутоа им се даде простор да маневрират. Тие го зедоа самите просторот.
Прашање нашите дали може да се одупат. Тоа пак времето ќе го покаже. Од друга ситуација, тука ќе спомнам кардиналската сеанса, која беше позната како рамковен договор. Знаеме која донесе, знаеме која ја преферира тука, која презентира на англиски јазик и се случи што се случи, промена на уставот, уставни промени и така ред се реда, дојдовме до нови уставни промени, кои се ни се метнати сега на порта, а тоа се бугарскиот диктат, како што вели ВМРО-ДПМН или француско-германски предлог, кој веќе ни представува уште една рамка и уште една препрека за нашето зачленување во Европската унија, заборавајќи дека реформите се преди се и после се. Видите, ова треба да биде сега 9-та рунда на промени. 9-та рунда. До сега се направени 8 промени или во 8 наврати, така, со вкупно 36 амандмани. Овие промени сега ќе видиме сега колку амандмани ќе бидат донесени. Да. Сега бугарите со оној меморандум што го испратија до Европската унија тамо 2020 година со формулите на од септември, да, каде што се негира македонскиот народ, македонскиот јазик, каде јасно се искажуваат нивните интереси, дека Македонија е дел од Бугарија и народот и јазикот, во Европа не ги разбра. Не може да го разбера тоа и не го прифати. Зошто просто? Па затоа што се тоа назадни идеи бугарски. Наивни, јас ги означувам како наивни и неточни, невистините. И брзо сватија европејците дека бугарите се на погрешна страна. Но, кога бугарите го отворија прашањето за статусот на бугарското малцинство во Македонија, тогаш почнуваат европејците да го менуваат ставот. Затоа што станува збор сега за малцински права. За малцински права, кои на некој начин се присутни и во Копенхашките критериуми. Таму се зборува и за заштита не само за индивидуалните права, туку и за колективните права. И содржани се и во Лисабонскиот договор, малцинските права. Европска унија почнува да го менува односот кон колективните права по почеток на 90-тите години. До 90-тите години се држеше само на индивидуални права, но од 90-тите почнува да се менува со носење, со одредени пресуди на судови, со одредени документи што ги носат Обединетите нации за колективните права. Па и светот веќе во целина го менува својот однос. Колективните права добиват се поширок простор. Инаку, ако не добијат поширок простор, ќе се формираат уште поголем број држави во светот. Ако се има во предвид бројот на етничките заедници во светот, кои се преку 5000, а постојни држави се 200, има прогноза дека ако кон колективните права не се промени односот, тој број може да нарасне на 600 држави. Ќе биде уште поголем хаос од постојниот. Европска унија тука застана на страна на бугарите. Дека мора да се води сметка и за правата на бугарското малцинство. И на асиметричен план, што да изигрува? Сега само да го завршим. Да, како малцинство постојат бугарите од тоа се гледа од пописот од 53 година. Тамо се негде регистрирани на 900 граѓани кои се произнеле дека се со бугарско етничко потекло. Потоа и на сите други пописи фигурираат како етничка заедница. Во таков контекст, а имајќи во предвид дека уставот после овие промени од 2001 година, кога се вметнати тие делови од народи и натаму се задржува категоријата други, во тие други влегуваат и бугарите. И од тука Европска заедница зазеде став дека треба да се извршат промени во уставот и тоа да биде услов Македонија да може да ги продолжи разговорите за нејзиниот пример во Европска унија. Јас тука на Европска унија не би можел да ја приговорим ништо, ниту пак можам да прифатам дека овие уставни промени треба да се вршат по диктат на Бугарија. Не, ово е став на Европска унија и со тој став се согласи и собрание и владат. Таква собрание со такво мнозинство и таква влада каква што е. И тој услов треба да се исполни. И што побрзо се исполни, за нас ќе биде подобро. Овој состав на собранието очигледно дека не може да го направи, али ќе го направи идниот состав.
каков ќе биде тој состав и од кои партии ќе го сочинуваат, скоро од тоа нема да зависи. Во секој случај, убеден сум дека тие промени ќе бидат направени сега по новите избори и при тоа не постои никаква опасност од бугаризација на македонскиот народ, бидејќи станува збор за етничка група не поголема од 3.500 членови. И таа бројка е битна за соодветната застапеност на бугарите во македонските институции, а не бројот на државјаните. Тоа треба да се рашлисти, јас тоа во трудовите јасно го поставувам и сметам дека треба да се извршат овие уставни промени, да се дополни уставот не само со бугарите, туку и со другите етнички групи и веднаш по таа промена со конституирањето на новите органи. Зрело е времето да се размислува за носење на нов устав, бидејќи овој устав со овие 36 амандмани плюс овој што допрва треба да дојде, оваков како што е сега составен е неупотреблив и неприемлив за практиката. Професоре, само да додадам, и другите држави имаат цензус, попис, меѓутоа не влагат во уставот, не ги ставиле во Албанија, да не ги бројам. Македонците не се во уставот и во другите држави. Дали ова е ексклузивно само во Македонија? Ексклузивно е во Македонија, претежно добро имат и хрватите, али, знаете, кога се скицираше Охридскиот договор, Тоа е било планирано. Рамковниот договор, во верзијата на Рамковниот договор постоеше граѓанска преамбула. Граѓаните не фигурира овие народности, ни делови, туку само граѓаните. И таа преамбула да се одржеше, ние не би го имале тој проблем. Меѓутоа притисокот е извршен во собранието, исчезна македонскиот народ, кој немаше македонскиот народ како субјект, беа граѓаните, се врати македонскиот народ во преамбулата, враќајќи се во преамбулата македонскиот народ излегува на површини делови од народи и дојдовме во ова комплицирана состојба во која сме сега. Вината е 100% наша. Значи самите си ставиле Самите автогол си дадоме. Како што правевме доста такви грешки во многу други ситуации, за кои што некој од нив веќе ги спомнав 96 и така натаму. Министерката или еврокомесарот, сега премиерка што е, Габриел вели, не се само овие наши барања. Очекувате и натаму дека ќе ве блокираме? Они ќе настојуваат, но нема да успеат. Што значи тоа? Тоа значи Европска унија се држи само на ова што е предвидено во пристапниот договор, во тој документ, бугарите да влезат во преамбулата. Заради овие малцински права, ништо повеќе од тоа. А за овие други прашања кои што се вградени во двата протокола што ги подпишуваше министер за надвршни работи со бугарскиот министер, тоа се прашања кои што и натаму ќе тлеат и ќе разговарат, но нема да имат влијание врз приемот на Македонија во Европска унија. Тоа треба да биде јасно, за да не се кочи патот на Македонија кон ЕУ. Со ги охрабрувате наредните Ги политички охрабрувам, лидери дека треба тоа да се извршат уставни промени, нема никаков страф од бугаризација и дека бугарите после тоа не може да не блокираат на патот кон Европска унија од гледиштето на нивните овие анархоидни и стари полазишти идеи. Што правиме со пресудите на Хашкиот суд, на судот за човековите права, 16 пресуди во корист на македонците во Бугарија? Тоа е голем срам за Бугарија. И прашање дали ќе може и натаму Што станеме само со тоа срам или нешто треба консеквенци да имат? Веќе и самиот Совет на Европа, преку министрите за надворешни работи и оние комитети вршат силен притисок и Бугарија не ќе може да го издржи. Може ли да избрише тој комитет? Кога беше најавен од господинот адвокат што беше? Можат и санкции да предвидат, а може и нашата држава да ја тужи Бугарија во Советот на Европа, бидејќи Македонија има обврска доколку малцинствата во нејзини малцинство во друга држава бидат обезреднувани да води постапка пред тој комитет и да бара заштита. А зошто до сега не превзел ни една мерка, тоа е пак пропуст на македонската држава. Имам филинг, чувство дека имате нешто најексклузивно да ми спомнете во оваа завршна емисија во оваа година. Очекувам тоа, ќе биде на финале. Нешто за судскиот совет. Во сите извештаи го добивме и ја добивме пораката преку холандскиот амбасадор кој
го кажа ставот на холандската држава, Кралството Холандија, дека не се задоволни политичка гарнитура, на делот на борба против криминалот, корупцијата и сел на нај-нај, стигна и американскиот Стейт Департмент, со еден збор, ова политичка октрирана власт, хибридна како ја нарекува Фридом Хаус, нема капацитет да иде натаму со реформите. Еден од најатакуваните беше Судскиот совет. Што би додале на сето тоа? Судски совет, јас работев на тие промени. 2005-та, така? 2005-та. Добро. И моделот на тој судски совет е така поставен што три структури имат влијание врз неговата работа. Тие се? На прво место тоа се судиите, судовите. 8 судии во судскиот совет имат мнозинство. Тоа значи главниот збор треба да го водат судиите. И при тоа, тие 8 ги избират судиите на непосредни избори. Еве прилика судството да покаже каков став има према судството, каква моќ, како гледа на судовите, како гледа на судското право. Другите 7 члена произлегуваат од председателот предлага 2 кандидата, другите кандидати 3 ги предлага собранието, а по положба е министерот за правда и председателот на Врховниот суд. Таа структура, по моја оценка, не треба да се менува. Зошто? Затоа што прво се обезбедува доминација на судството, на судиите, да го водат главниот збор. Министерот за правда, кој тамо е присутен, треба да биде член на тој судски совет за да знае со какви проблеми се бави судството, бидејќи судството припаѓа во ресорот на правдата, да води сметка за материјалните услови. Председателот на држава како дел од извршната власт, исто така преку предлагање на 2 кандидати да има влијание и при тоа неговото влијание не треба да се свати само во предлагањето, предложил ли со тоа да ги дигне рацете, напротив, да води грижа како се однесуваат неговите кандидати во тој судски совет и да бара и нивна оставка, не да се заткрива за собранието. Исто така и собранието, 3 члена. Потоа, и собранието, и председател, кога ги предлагаат овие членови што не се суди, нека водат мало сметка за квалитетот на предложените членови. Тамо се предложени во Законот за судскиот совет тие да предлагаат од редот на универзитетски професори што предават судско право, не уставно право. Уставно право не е судско. Судско право е кривична постапка, судска постапка. Од редовите на такви профили, професори универзитетски, потоа на второ место се адвокатите. Кај нас адвокатите се потpuno маргинализирани, а голема корпорација е во прашање и не само голема корпорација, голем број, туку субјекти во судскиот процес кои што се единствено принудени да го проучуваат правото и да го познават правото. Јас кажувам судиите ушат од адвокатите. Затоа што адвокатот е присилен да го знае правото ако сака станката да ја брани. И дури на трето место доаѓаат стручните соработници. Овие и собранието, а особено председателот, претежно ги предлагаат членовите на судскиот совет од редот на стручните соработници. И 2018 направија таков еден потек што ја мислам дека нема нормален човек што би можел тоа да го разбере. А тоа е донеле промена, го дополниле законот со нова одредба за судскиот совет, на председател на судски совет не сме да биде судија. А тоа значи може да биде само стручен соработник. И така дојдовме до ситуација. Начело на судскиот совет да биде председател кој ниеден ден не бил судија. Еве како се упропаствува одредена институција. Не е крив уставот, моделот е одличен, само треба да се работи на негово функционално остварување. И при тоа, за критика се самите судии. Имат од гледиштето на уставот мнозинство во судскиот совет, а не се понашат, немат свест за одговорноста што треба да ја вршат како судии. Чекаат, гледат, ако е таква критика за развојот на корупцијата, за присутна корупција во судскиот совет, не можат судиите да молчат. Треба прво тамо да се чуе гласот и судиите да ја поведат таа постапка за филтрирање на судиите, добрите судии од лошите судии, да не дозволат и да не го чекат моментот на некаков си ветинг. Ако дојде до ветинг, а ветингот го сака пред се политичката власт, извршната власт, пак ќе направи рашум во судството. Треба судиите тој процес да го водат. Ако не се освестат,
не гледам друго решение. Што велите за ветингот? Ти само тоа декларативно, Јас веќе се декларирав, јас сум против ветингот, бидејќи затоа што ветингот е политичка мерка, а судството е неспојиво со политичка мерка. Да се дојде до добар судија или да имаме добро судство, пред се треба да имаме совесни судии. А совесните судии не може да се селектират по пат на ветинг. Тоа може само преку анализа на неговата работа, неговото унапредување, неговите заслуги, познавање на неговите пресуди. Преку здружение на судиите да се дебатира, судовите да вршат усогласување на судската практика. Само преку совест, никако преку политички мерки. Партизирано е нашето судство. Не можеме да се ослободиме. Недовербата е 0,1 колку му даде. Партизирано е затоа што тоа го сакат партиите, а судството не се спротивставува. И тоа е мојата болка. Им одговара. Ете тоа. И затоа треба и судиите да се критикуваат. Но не со политички мерки. Внатре да се отвори тој процес. Ферментацијата да почне во судската фера. И ќе видиме сега како ќе тече овој процес сега помеѓу судскиот совет и председателот на Врховниот суд. По овој председателот на Врховниот суд е член на судскиот совет. Зошто не доаѓа на тие седници? Или како можел министерот за правда да биде исклучен од судскиот совет без уставни промени? Значи пак некој политички договор. Експресното менување на КЗ-то, мислам, тоа е навистина една голема критика на Европската унија, односително на кривичниот законник со европско знаменци, се тоа што е на удар, на исмејување, на критизерство. Кој е вашиот став и анализа на се тоа? Па видите, тоа не е нова појава. Тоа е наследно. Уште еден пример како нашето општество, како одредени структури ја штитат неказнивоста. Најеклатантен пример за заштита на неказнивоста беше помилувањето на председателот Иванов 2016 година, кога со актот на помилување се обиде 56 лица да ги амнестира, да ги аболира од кривично гонење. И тука претежно беа лицата осомничени од оние партиски структури и раководства кои беа заслужни за неговата промоција и неговиот избор за председател. Кога тој се обиде со еден потек да ги аболира, да ги ослободи од кривично гонење, тоа не е ништо друго, туку поддршка на неказнивост. А при тоа просторот му го отвори Уставниот суд, така да и Уставниот суд оној состав беше против казнивоста, односно бараше на секој начин процесот на неказнивоста да го опфати целото општество, па го укина целиот тој закон со кој што е дополнет закон за помилување од 93-та. Тамо вие се сеќавате во тој закон од 93-та година, закон за помилување, имаше една одредба во членот 11 кој што овозможуваше на председателот да може да аболира, да ги ослободи од гонење одредени лица по свое наоѓање. И врз основа на тој закон Црвенковски го ослободи Заев од притвор, го извлече од притворот, бидејќи имал такво право. Предходно Трајковски ја ослободи доста Димовска од кривична одговорност за прислушкувањето на некоја тамо афера. Голем уво. Значи имаме тие два. Али ова сега што го направи Иванов со 56, со отварање на еден таков фронт и Уставниот суд кој го укина целиот закон, тоа се знаци за во Македонија дека нема спремност, односно елитите работат да се заштитат од кривична одговорност. И најеклатантен пример е овој закон сега за дополнување на кривичниот законник со кој што се скратуваат роковите за застареноста на кривичните дела. Со овој закон фактички они сакаат да се заштитат од евентуална кривична одговорност. А за да сето тоа да се прикрие, се обидуваат да ги заштитат од кривична одговорност и оние против кои што се води постапката по делата што ги отворил уште специјалното јавно обвинителство. Со други збори, пак политичката елита да се заштити. И сега
Тоа сакав сега да го кажам. Сега ние се доаѓаме во иста ситуација во која што бев пред 2016. За да може Иванов да го спроведе тој големиот захват на неказнивост, Уставниот суд го укина целосно законот за дополнување на законот за помилување од 2009 година, укинувајќи ја таа повторна одредбата од членот 11. Мртвата одредба сакаше да ја врати повторно во живот, па мораше целиот закон да го укине. Тој пример сега на укинување на еден таков закон, цел закон, сега ќе видиме дали како ќе постапи Уставниот суд. Овој Уставен суд сега со нов состав има можност да го укине, дури да го поништи законот со кој што е извршено дополнување на кривичниот законник. Се тоа што е правено сега, што е прогласено, што е влезено во сила, со кој што се зборува дека судовите се криви со тоа што трајат долго судските процеси. Затоа ние ги скративме роковите за застарено. Сето тоа Уставниот суд треба да го поништи, да се ликвидира тој закон, како што Уставниот суд го ликвидирал оној од 2009 во негативна смисла. Овој нека го ликвидира овој закон, нека го поништи и да се даде до знаење на политичките елити во иднина да не се охрабруваат да носат такви закони кои ја подхрануваат казнивоста, односно кои работат против казнивост. Можеме да го наречем тоа ексклузивитетот, што можам да речем? Тоа не е ексклузивитет, тоа е сосем нормално ако Уставниот суд води сметка, а бидејќи е сега на чело на Уставниот суд преседателка кривичар, она знае какви последици од овие промени сега што се извршени се создаваат. Знае каков потрес е во судството. Најмалку што треба да направат е да го поништат законот, а тоа што значи ако го поништат и последиците. Последиците до сега што тој закон ги произвел, да се поништат, на тој начин ќе се вратиме во она состојба во која што сме биле пред да се донесе таквиот закон. Дали во значи еден вид реформи, за што Европската унија преди се бар од нас свакој чекор? Тоа ќе биде најдобриот доказ дека сегашните раководства, политичките елити сакат Македонија да ја придвижат кон Европската унија. Ова е, затоа го кажам, тест за кривичниот законник, таквиот односно Уставниот суд. И патокас... Бидејќи има постапки пред Уставниот суд, тој закон да се преоцени неговата уставност, еве јас кажам, има елементи, Уставниот суд потпуно совесно тој закон да го поништи, па дури и да веднаш превземе привремени мерки, да се запрат сите действија кои што се превземени врз основа на таквиот закон. Овој може и подопрен глас да дојде до Уставниот суд. Тоа треба да допри и до народот, не само до народот. Тоа е така. Професоре, сведоци сме на големите криминални дејанија. Партијата која 21 година предводена Али Ахмети и натаму ултимативно се однесува од државата, постава услови и си ја тера својата агенда. Ако Уставниот суд, ова што ја го кажувам сега како професор по уставно право го направи, тогаш ни Ахмети ни било кој нема да им текне во иднина да предлагаат носење на закони кои што ќе ја штитат неказнивост. Во тоа сум сигурен и бидете убедени дека така ќе биде. Ја верувам дека до госпоѓа Кацарска, верувам дека те допрева ваша порака. Оти видите, и Уставниот суд ја ги штити привилегиите. Ева пак еден доказ. Пак е врзано тоа со одедени привилегии. Например, законот за привилегии на председателот на Републиката. Какви привилегии предвидува? По престанокот на мандатот има апанажа. Тече плата, не апанажа, платата му тече. Не пензија, он добива плата. 10 години, ако бил 10 години си зима пензија, така? Не, доживотно. Доживот? Он ја добива платата како сегашниот председател Пендаровски, значи иста плата. Да не зборуваме за други привилегии кои што ги има. Телохранител, канцеларија. Канцеларија, па и така натаму. А да не зборуваме па сега какви привилегии има семејството во случај на смртта на председателот. И видите, против тие закони е поведена постапка пред Уставен суд за нивно укинување. И се уште не. Уставниот суд молчи. Тоа е доказ дека и Уставниот суд ги штити привилегиите. А овој закон за привилегии. Што значи тоа? Па отаму извира корупцијата. Секој кандидат за председател на Македонија кој ќе биде предложен за таа функција или самиот ако се предлага,
Пред се мисли на тие привилегии што му ги дава законот, отколку на правата и обврските што му произлегуваат од уставот. И гледам сега во овие настапи на сегашниот председател, се бори со сите сили да биде повторно предложен за председател. Што мислите, дали Повторно да биде предложен како што се бореше и Иванов, повторно да биде предложен за председател и затоа ги направи тие аболиции такви кои не би можел да ги направи ни еден нормален човек, а не дипломиран правник. А што мислите за актуелниот председател кој ги менува своите изјави, народот ако велим и да ми те пренесуваат од секоја изјава што Истото што го мислам за Иванов, го мислам и за овој. Иста матрица. професоре, А тоа е пак виновен е законот. Затоа Уставниот суд треба и тој закон да го укине комплетно. Македонија е единствена држава од овие помали држави на овој простор со такви привилегии. И кажувам ја во моите трудови. Што е посиромашна држава, парламентот носи покорумпирани закони. професоре, пред нас е големо искушение, но што испод на зрелост како држава имаме една техничка влада предводена од еден, како да кажем, самопрогласен председател, сега технички премиер кој има навистина едно сомнително минато според аналитичарите. Како ја коментирате најтаксативно, бидејќи уште те прашање има? Па таа техничка влада не е уставна категорија. Тоа е произлезено од некој договор, од некоја населба скопска, па веројатно влегла и во некој закон за владата. Сето тоа Уставниот суд требаше одамна да го очисти. Од првиот ден на појава на таа влада требаше Уставен суд тоа да го укине. Зошто Уставниот суд молчи? Пак е поврзано со корупцијата. Поврзано е со идните кандидати кои не се замерат со власта и затоа не работат ништо против власта. Четврти случај сека и Уставниот суд. Уставен суд, затоа е голема е работа што во Македонија постои Уставен суд. Уште тој Уставен суд да проработи како што треба, Македонија може да смета на добра иднина. Но ако и натаму Уставниот суд се држи по страна и не го чисти правниот систем од такви противуставни закони, Македонија не може да има перспектива. Во 2 минути само сакам ти финалето, че ни дојдеше 3 минути. Дали имаме капацитет за една нова политичка гарнитура која треба да донесе нови времења? Упативте и предлог, еден патокос како да се справи со бугарскиот предлог, да речеме, и околу председателските избори. Не сум голем оптимист. На Македонија ќе треба одредено време да изфрли или да изроди нова опција за да се ослободи од овие две класични македонски партии и од ова албанската која што е во ДУИ, тие маздони да се отстранат, да се заменат, да се направи тоа што е веќе направено во Словенија, тие партии да се дерогираат, да избие некоја трета, сега се бори тоа да биде левица, иде доста тешко, но она е одредена надеж, 2 пратеника, но нуди нешто што може да биде алтернатива на овие две, од кои не видовме голема корист. Дали таа треба да се вклучи во опозициониот блок и да се направи тоа за промена на ова обтурирана власт која натаму ја девастира Македонија по секој? Добро би било тоа што пред малку го реков, да го трасира патот да се создаде некоја трета опција која ќе значи замена на постојните владеачки партии. Професори, ние се знаеме доста години. Еве како представник на гласот на народот. Си зијам за прво 23 години, тоа е бројка. Дали некој доколку ви предлага да бидете кандидат за председател, Македонија би прифатили? Не, ја не сум за тоа. Јас одвај сум професор. И ако нешто можам да бидам полезен само ако нешто пишувам и тоа само за уставното право. Нема излегување од уставно право. Ако излезем од уставно право, како што излегов и во оваа емисија, по некои прашања, тоа е за мене катастрофа. А председател на република, тоа треба човек кој што ферментирал на различни искуства. Да се држиме до римското искуство. Некој, за да станел претор во Рим, за да може да решава судски спорови, морал претходно да биде конзул, па морал да биде едил, па морал да биде квестор, да ги помине сите главни државнички функции, да стекне државничко искуство и потоа да биде судија. А јас имам искуство само како професор. Кој е вашата порака? Потpuno неподобен за таква Кој е вашата порака? Мојата порака е
поново да се врати емисијата Гласот на народот, бидејќи народот наш исчезна, го нема, веќе е потиснат од елитите и мора одново да дојде на сцена и под негово влијание парламентарната демократија постепено да го стапува местото на непосредната демократија или на референдумска демократија. Гледате, затоа кажав, мора и да се пристапи кон пишување на нов устав, нов концепт на демократија, ново редефинирање на референдумот. Сега овој референдум тој е единствен со 150.000 потписи, тоа не може никој да ги собере. А и да ги собере, администрацијата има да ги намали двојно помалку. Треба да се помине некоја ѓаволска структура. Значи, непосредна демократија, референдум, глас на народот, тоа е спас за Македонија. И сме тука веќе во телевизија И затоа и дојдов да бидам ваш гост. Ви благодарам многу, ви посакам добро здравје, среќна нова година и сите празници. Вам исто така, и на гледачите. Благодарам. Почитувани, тоа беше професор Светомир Шкарич, еве, во новогодишното издание на емисијата Вечера со Слободан Томич, даде вистински оценки и диагноза за Македонија како патоказ за иднината. Ви благодарам, ви посакувам среќна нова година, многу здравје, радост и среќа дома, каде да сте со својашите мили, поинувате најубаво како што вие замислувате. Пријатна вечер.